Киро Ќучук ќе се ликвидира по пат на продажба на затекнатиот имот. Собранието на доверители не го прифати предлогот за реорганизација на фирмата Микронтеч. Образложението представено од стечајниот судија не ги убеди доверителите да му дадат зелено светло на Микронтеч. Значи доверителите носат одлуката од причини што кон планот за реорганизација не беа дадени прецизни податоци за начинот на спроведувањето на планот, реализацијата на исплата на доверителите и не беа понудени никакви банкарски гаранции за намирувањето на доверителите за утврдени побарувања. Планот за реорганизација е несериозен и истиот не ја гарантира наплатата на побарувањата на доверителите. Ова е ставот и на стечајниот управник, но и на речиси сите доверители. Доверителите воедно донесоа одлука на денешното собрание да се изврши продажба на целокупниот имот на Киро Ќучук во еден пакет, а тоа подразбира целокупниот фабрички капацитет да не се двои, да не се раздвојува ништо, производниот капацитет да биде продаден во еден пакет. Значи, доколку се пронајде инвеститор, истиот би можел да продолжи со понатамошно работење со капацитетите на должникот. Вработените, кои очекуваат дека фабриката може да ги врати на работа, денеска не беа нималку задоволни од планот. Велат дека постои имот кој проценителите не го вметнале во вкупниот, кој сега ќе се продава. На денешно во рочиште видовме пописот како е направен, нестручни луѓе, што го направија од агрокомбинатот Лозар. Доста има машини прикриено што се изнесени, што не постоат. Инаку чашка е продадена, се знае на Еленицата. Сега ги неаме тука, има станови, спорови за станови, за дуќени, трговскиот центар, камповите, не знаеме кај завршија. Имаше расправи за тоа, не знам, стечениот управник не припаќа некои солуции, сега ќе чекаме друг со пари ако дојде. Инаку вака, ако оди под ликвидација, се знае прво управа за јавни приходи, парите ќе се ги наплати, они се најголеми кривци за оваа ситуација што дојде Киро Ќучук. Целокупниот имот на Киро Ќучук е проценат на 3,7 милиони евра, а доверителите имаат побарувања од повеќе од 10 милиони евра. Стечајниот управник очекува дека ќе се јави заинтересиран инвеститор. Може да се продаде, прашање по која цена, значи заинтересираните купувачи би требало да се направат проценка колку средства би требало да бидат вложени за рестартирање и која е профитабилноста на овој бизнес, да кажеме, во Македонија. Јас се надевам дека како бизнес е профитабилно ова производство што го поседува, што го има како капацитет и Киро Ќучук, така да се надевам и треба да бидеме оптимисти дека ќе се најдат потенцијални купувачи. Без рокови за исплата на доверителите и со намера да започне со работа уште на почетокот на следната година, планот на Микронтеч не успеа да ги убеди доверителите. Представникот на компанијата која имаше намера да ја рестартира фабриката, денеска не се појави на собранието за да ги објасни неговите намери. Ново прибување во Велес. Овој пат рибниот фонд на реката Вардар беше збогатен со 450 кг краб, од кои 50 кг беа пуштени кај Староградско, а останатите 400 во централното градско подречје кај Малото Мовче. Сдруженијето спортски риболовци Бабуна како концесионер задолжително секоја година порибува со одредени врсти на риба, со тоа што годинава освен прстрмката и крапот друга врста на риба не можевме да најдеме, пошто во нашите репроценти за сега нема. Се надевам дека до година сите оние кои се задолжени, значи пред Институтот за рибарство, значи ќе преземат мерки да може и други врсти на риба да бидат донесени и едноставно реките не само во нашиот Велешки ревир, туку и низ целата држава, значи да бидат порибувани со врсти на риба кои стварно се во намалена количина, да речем. Од риболовното друштво Бабуна велат дека иако квалитетот на водата на реката Вардар е подобрен, сепак е далеко од потребното ниво, додека пак за квалитетот на рибата која се лови во него досега немало поплаки. Квалитетот на рибата, барем испитувањата кои се вршени за сега не е лош и ако имало нешто поинакво, сигурно дека надлежните институции ќе забранеле оваа риба да се лови и да се консумира пред се. Ова е трето и последно порибување за сезонава. Претходно порибување се изврши на реката Бабуна, како и на езерото Младост.
Вкупно 16 млади велешани, од кои 8 средношколци и 8 студенти ќе добиваат стипендија од страна на локалната самоуправа. Предлозите веќе ги прифатија советниците на 13-та седница на Општинскиот совет. За добивањето на општинската стипендија заинтересираните ученици треба да имаат постигнато континуирано одличен успех. За студентите пак, еден од условите кои требаше да го исполнуваат е минимум 9 постигнат просечен успех. Врз основа на тој шангajski критериум, таа ги рангираше нашите универзитети од првиот па се до последно рангираниот. Врз основа на таа ранг листа, која добивме како официјален документ од Министерството за образование, всушност донесовме и различен број на бодови. Оние кои го ствариле просекот на помалку рангираните на оваа листа универзитети добиваат помалку бодови, а оние кои го ствариле просекот на повисоко рангираните универзитети, според овој документ од Министерството за образование, добиваат поголем број на бодови. Знаете, третиот критериум беше всушност оние кои сакаат да ги добијат овие стипендии да приложат еден истражувачки или креативен есеј. Прашањето кое го поставивме во огласот беше и во апликацијата како тие како идни експерти би помогнале на локалната заедница. Од Комисијата за стипендирање велат дека изборот не бил лесен, но критериумите на правилникот ги определиле идните стипендисти. 2 медицинари, еден техничар, еден филолог, фармацевт, економист, технолог и студент на Факултетот за безбедност се 8 избрани студенти. Средношколските стипендии пак заминаа кај 2 гимназијалци, 3 ученици од средното хемиско, 2 од Коле Неделковски и еден ученик од средното економско училиште. Висината на стипендијата за талентирани ученици согласно оваа одлука изнесува 1500 денари месечно, 9 месеци во текот на учебната 2013-2014 година, дорека за студентите овој износ е 2000 денари. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општина Велес и истите ќе се исплатат на 2 дела. И тоа првиот дел до крајот на оваа година, а вториот дел во првата половина на наредната година. Услов кој требаше да го исполнуваат сите пријавени е истите да се жители на општина Велес. На овој начин, велат од комисијата, локалната самоуправа уште еднаш докажува дека вложува во образованието и ги стимулира учениците на што поголеми успеси. Вкупно 16 млади велешани, од кои 8 средношколци и 8 студенти ќе добиваат стипендија од страна на локалната самоуправа. Предлозите веќе ги прифатија советниците на 13-та седница на Општинскиот совет. За добивањето на општинската стипендија заинтересираните ученици треба да имаат постигнато континуирано одличен успех. За студентите пак, еден од условите кои требаше да го исполнуваат е минимум 9 постигнат просечен успех. Врз основа на тој шангajski критериум, таа ги рангираше нашите универзитети од првиот па се до последно рангираниот. Врз основа на таа ранг листа, која добивме како официјален документ од Министерството за образование, всушност донесовме и различен број на бодови. Оние кои го ствариле просекот на помалку рангираните на оваа листа универзитети добиваат помалку бодови, а оние кои го ствариле просекот на повисоко рангираните универзитети, според овој документ од Министерството за образование, добиваат поголем број на бодови. Знаете, третиот критериум беше всушност оние кои сакаат да ги добијат овие стипендии да приложат еден истражувачки или креативен есеј. Прашањето кое го поставивме во огласот беше и во апликацијата како тие како идни експерти би помогнале на локалната заедница. Од Комисијата за стипендирање велат дека изборот не бил лесен, но критериумите на правилникот ги определиле идните стипендисти. 2 медицинари, еден техничар, еден филолог, фармацевт, економист, технолог и студент на Факултетот за безбедност се 8 избрани студенти. Средношколските стипендии пак заминаа кај 2 гимназијалци, 3 ученици од средното хемиско, 2 од Коле Неделковски и еден ученик од средното економско училиште. Висината на стипендијата за талентирани ученици согласно оваа одлука изнесува 1500 денари месечно, 9 месеци во текот на учебната 2013-2014 година, дорека за студентите овој износ е 2000 денари. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општина Велес и истите ќе се исплатат на 2 дела. И тоа првиот дел до крајот на оваа година, а вториот дел во првата половина на наредната година. Услов кој требаше да го исполнуваат сите пријавени е истите да се жители на општина Велес. На овој начин, велат од комисијата, локалната самоуправа уште еднаш докажува дека вложува во образованието и ги стимулира учениците на што поголеми успеси.
Велешкото основно училиште Васил Главинов и основното училиште Јоаким Крчевски од Скопската општина Ѓорче Петров потпишаа меморандум за соработка. Соработката ќе се одвива во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, кој годинава стартуваше во речиси сите училишта ширум државата. Сега што овдека учениците работат, а исто времено се вклучени и родителите. Значи учат традиции, учиме заедно, си помагаме, она што го работат едните треба да го сработат на ист начин и другите ученици, се посетуваме, ако нешто учиме ново и од другите традиции, така да ми се чини оваа соработка и проширување на другарството на децата и од разни општини и разни етникуми ќе биде успешно сработена. Во Скопското училиште Јоаким Крчевски, проектот за меѓуетничка интеграција се спроведувал уште во пробната фаза. Се работи за мултиетничко училиште, каде наставата во подрачните училишта се одвива и на албански јазик. Битно е децата да се запознаат меѓу себе и да другаруваат. Проектот го проширивме на соработка и со родителите. Родителите се вклучуваат во активностите. Пред се би сакала да пофалам големата ангажираност на самите колеги. Наставниците се тие кои што се директни реализатори на активностите и сега се надевам, благодарејќи на оваа соработка со училиштето Васил Главинов, ќе успееме да ги размениме сопствените искуства и да добиеме идеи да унапредиме својата работа во иднина. Двете училишта се надеваат дека потпишаниот меморандум за соработка ќе ги изближи како учениците, така и наставниот кадар од двете училишта и ќе биде основа за спроведување на низа на заеднички активности и нови проекти.